Преку одржувањето стабилен курс на денарот за време на инфлацијската криза, преземањето одлучни чекори за намалување на инфлацијата и зачувувањето на стабилноста на банкарскиот сектор, Народната банка имаше клучна улога во одржувањето на стабилноста во економијата, придонесувајќи кон попредвидливо опкружување за фирмите и поддршка и заштита на домакинствата. Ова беше посочено на состаноците кои што ги остварија гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежовска и вицегувернерката Емилија Нацевска со директорот на Меѓународниот монетарен фонд за Европа, Алфред Камер, извршниот директор Пол Хилберс, алтернативниот извршен директор, Лук Дресе, Жероен Клик кој ќе ја преземе функцијата извршен директор и Марник Сван Рај кој ќе ја преземе функцијата алтернативен извршен директор. Цело ова е во рамките на годишните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, кои што годинава се одржуваат во Вашингтон. Средбите беа одржани заедно со министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и нејзиниот тим, информираат од Народна банка на Република Македонија. Соодветната поставеност на монетарната политика придонесе кон намалување на инфлацијата од 19,8% во октомври 2022 година на 2,6% во септември 2024 година. Банкарскиот сектор за целиот кризен период ја задржа и ја подобри отпорноста и беше значајна потпора за фирмите и домакинствата.